Костимот за капење на сушење жестоките критики од јавноста го вратија премиерот Заев во Македонија, откаде пред 4 дена замина на одмор во моменти кога се прогласуваше кризна состојба, по објавувањето на фотографиите како тој ужива на плажа заедно со министерот за здравство Венко Филипче, во моменти кога буквално Македонија е во пламен и двајцата реши да се вратат, Заев дури даде изјава од Беровско, но само за државната телевизија и агенција. Горе се локализира, но секако ветрот не му дава можност да се стиши огнот. Се прават обрачи на два дела. Едниот е првиот обрач поблиску до огинот, а другиот е вториот обрач веднаш до селото, затоа што по протокол и процедура така мора да се заштитат и граѓаните, најважно, па понатаму и имотот и недвижностите, куќите, шталите, се што постојат граѓаните. Се надеваме дека со помош на авионите, кои што се овде, заедно Србија и нашите, ќе можеме сето тоа да го направиме. Не одговори што го натерало да се врати од одмор, но дали чувствува одговорност што во најкритичните моменти, додека граѓаните и пожарникарите се бореа, тој се сончаше на плажа. За само еден ден падна и пиар стратегијата на владата, вчера се беше во ред, а тоа што Заев бил на одмор и состојбата следел онлайн преку телефон, значило дека системот функционира. За денеска да било сосем нормално тој да се појави во опожарените места. Утрово премиерот пристигна во Беровско, каде заедно со министрите Шекеринска, Филипче, Шахпаска и Бочварски имаше координација со директорот на Центарот за управување со кризи и со градоначалниците на Берово и Пехчево. Да се прекине одморот и за неколку часа да се пристигне на соодветна локација каде тоа го налага потребата. За премиерот е нормално и очекувано. А се промени реториката кој оние кои важат за големи поддржувачи на Заев и власта. Еден од нив е аналитичарот Ненад Јовановиќ, кој вчера ги нападна критичарите на премиерот и го бранеше дека не е крив што отишол на одмор во кризна состојба, но таа објава ја снема, па денеска со друга дека се појавил на терен. Тоа што Заев заминал на одмор не значи дека не му е грижа колку одвратни критики, туку тоа значи дека системот функционира, службите и пожарникарите се на терен и ги санираат штетите, системот функционира, службите се на терен, жртви што е најважно нема. Потегот на Заев да се врати од плажи да се појави кај пожарите предизвика критики на социјалните мрежи. Граѓаните коментираат дека станува збор за ефтин пиар. Единствено поидиотско од пиар веста дека Заев го прекина одморот е тоа што вчера појде на одмор. Венко толку е позер што појде да се слика со Заев кај пожарите. Оди бе работи тоа што ти е работа. Бројките од корона скокаат како ненормални. Денеска во селото Бодинарци беше и првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, кој лично ја предаде партиската донација од вода за оние кои се борат со пожарите во овој дел од државата. Ајде, работи, ајде. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека потегот на Заев до один одмор во кризна состојба е дезертирање кое го прави предавник, зашто треба да одговара. Од таму порачуваат дека Заев и министрите се платени од народот за да му служат да ги решаваат нивните проблеми и да им ја гарантираат безбедноста, сопственоста и животот.